Почитувани гледачи на OTV.mk, денес на Светскиот ден на пчелата дојдовме во поседа на еден пчелар кој што е прилепчанец, а тоа е Горан Талевски, кој одгледува пчели и има еден рој околу нас, затоа сме вака заштитени. Горан, здраво! Здраво. Како си? Добар си? Добар. Мило ни е што не прими и ти благодариме што не обезбеди. Кажи ми како започна твојата приказна со одгледување на пчели, поточно грижата за нив и самото производство на мед и така натаму. Пред се како започна? Започна сосема случајно. Тоа се должи на љубовта кон природата и љубовта кон пчелите. Едноставно почувствував дека треба да излегувам во природа повеќе, да се дружам со пчелите и така случајно започна сите тие работи. Така. Пчелите се главен дел од нашиот живот, општо од екосистемот. Можеш да ни објасниш како изгледа вадењето на мед од кошницата? Прво да ви кажам една работа, која што ретко кој од луѓето знаат, таа е дека пчелата е единствениот инсект кој што на човекот му дава храна и лек на некој начин. Бидејќи за медот се вели дека не е медот како храна, туку може да се користи и како лек и останатите други пчелни производи. Да, тоа е голема вистина. Значи има многу лекови кои се содржат мед и пчелата е најблагородно. Значи сандакот како сандак, велат старите пчелари дека бил аптек. Порано немало хемиски препарати за лекување, луѓето претежно се лекувале од таа кошница, која што е еден вид аптек. Заедно со медот и останатите пчелни производи кои што ги дава пчелата, носат само добро за пчелата. Така, и тоа не е многу сменето и до ден денес луѓето користат многу. Е намалена кон луѓето. Со тоа што пред се што се води нездрав живот и кој ќе дојди проблем е тогаш сите ние се вртиме кон пчелите и кон производите од пчелите. Ги спомнавме производите од пчелите. Можеш да ни наброиш што се ти произведуваш? Јас произведувам, односно земам, ако можам така да кажам, се што произведува пчелата. Тргнувајќи од медот, како основен производ, поленот, пергата, матичниот млеч во одредени количини, пчелиниот отров и за крај трутовското млеко, кое што можам да кажам, со тие неколку производи сум единствен во Македонија кои што ги земаат пчелите. Можеш накратко да ни објасниш како оди тој процес? Посебно интересно тоа отровот од пчелите, трутовото млеко. Пчелиниот отров е специфичен производ кој што го дава пчелата, нормално. И то интересно е што таа го создава во организмот после 18-тиот ден и го дава еднаш. Откако ќе го дај потоа во организмот не и се обновува тој пчелин отров. Земањето на тој пчелин отров оди преку електростимулатори, каде што за пчелата е сето тоа безбедно и пчелите не умираат од земањето на тој пчелин отров, бидејќи боцкањето го прават на стакло, а не на меко ткиво. Имаше нешто овде, баш ни покажуваше пред да почнеме со снимањето на емисијава. Да, носам еден електростимулатор, чисто информативно да видите како е. Тоа е овој електростимулатор преку кој што се зема тој пчелин отров. Најчесто овој електростимулатор, односно оваа плоча, се става на влезот од кошницата, каде што преку овие жици протекува ниска струја, која што е безопасна за пчелите и таа само ги иритира пчелите да го остават тој пчелин отров. Потоа се влечи стаклото и на стаклото останува тој пчелин отров, кој што може и вака да се види. Тоа е вака. И потоа се греби тој пчелин отров на стаклото и се собира. Од тој пчелин отров ние изработуваме кремови со пчелин отров. Какви кремови? Кои производи најчесто ги изработувате и какви видови на кремови? Ние произведуваме преку 25 различни производи поврзани со пчелите и со пчеларството. Како добиваш нова идеја за некој нов производ? Па се трудиме да бидеме иновативни, да бидеме ретки и единствени во Македонија во врска со производите, а тоа се должи од желбата за нови производи, каде што можеме
на сите наши купци, да речам, потрошувачи заинтересирани да пробаат нови вкусови поврзани со медот и со пчелите. Го спомнавме сега пред малку и трутот. Можеш малку да ни кажеш за тоа? Исто така, трутовското млеко е специфично и доста благотворно за здравието на човекот. Тоа се собира од машката пчела, односно трутот, која што единствен услов е да ја оплоди матицата. Тоа се зема во специфичен период и се чува, мора тоа да се чува во сандак за длабоко замрзнување, тие е многу специфично заради неговото својство, кое што не смее да дојде во допир со светлина и со топлина. Исто така тоа доста благотворно делува за здравието врз човекот. Нормално ако се користи редовно. Така. Колку видови на мед имаш кои што ти ги произведуваш? Дали варираат по боја, по текстура? Во моментов на овој пчеларник овде каде што сме, произведуваме единствено шумски мед. Тој шумски мед има специфична боја, како килибар, и ова е чиста и недопрена природа каде што медот е стварно вкусен. Така, како и во секоја професија има предизвици со кои човек мора да се соочи. Да. Во твојата професија, кои се најголемите предизвици? Предизвиците поврзани со пчеларството е каде што треба едноставно доста работа поврзана со пчелите, доста надгледување, едноставно за да може да функционира и пчелите и пчелар. Бидејќи пчелата си ја знае својата работа, ние сме тука да учиме од пчелите и колку што можеме да си го возможиме животот да не биде полесен. Да. Кога спомнавме учење, сега спомна, како ги учиш ти луѓето, како ги едуцираш за пчелите и за нивната важност? Пред се луѓето треба да имаат желба, да научат нешто ново. Ако некој човек се интересира, јас радо би му помогнал и му ги покажал сите работи поврзани со пчелите и со пчеларството. Али основното е човекот да има некаква љубов кон пчелите, за да може и нештото да продолжи. Така. Дали постојат некои специјални техники со кои што се зачувуваат природните хранливи својства кои што ги има пчелата? Специјални техники нема. Единствено за пчелата најбитно е да биде во природна средина, каде што е чисто, каде што не се прскани растенијата. Во овој случај овде кај мене нема таква работа, нема ништо прскано, нема ништо да се работи од страна на земјоделие за едноставно пчелните производи да имаат некои отрови во себе и тоа да има штета врз човек. Значи, најбитно од се е да биде околината чиста. Тоа е многу битно. Така. Ако дојде до каснување од пчела, како е најбезбедно да се отстрани тоа осило кое што го остава пчела? Прво и основно при секое каснување од пчела најбитно е лицето да не паничи. Тоа е основно нешто. А ако дојде до каснување, најдобро е најбрзо што може да се извлечи тој пчелин отров, односно таа боцка. На каков начин? Дали тоа треба да се повлечи? Не сме никако да се повлечи, бидејќи на врвот од боцката има едно топче преку кое што циркулира тој пчелин отров во ткивото внатре и најдобро ќе биде со некој остар предмет да се турни таа боцка настрана за да не се дозволи да течи уште отровот во телото на човек. Тоа е убаво секој да го знае. Да. За заштита без оглед дали е човек алергичен. И единствено пчелата е таа која што го остава, боцката од себе. Так. А додека останатите инсекти како осата не ја остава боцката, исто така и стршенот. И по тоа може да се види, ако некој е лаик и не знае што го каснало, може да види дали има боцка на каснатото место. Ако има боцка, тогаш е сигурно од пчела. А ако нема боцка, тоа ќе се работи за, да речеме, оса или стршен. Така. Тоа е. Дали ти планираш да ја прошириш твојата понуда на производи или да го прошириш твојот пазар? Да ви кажам искрено, секогаш сме иновативни, секогаш гледаме различни производи да понудиме. Во моментов произведуваме околу 25 производи. Тука, освен медот, поленот, прополисот,
трутовското млеко би ги издвоил и крем медовите, каде што можам да кажам сме едни од ретките, ако не и единствени во Македонија. Имаме моментов во понуда 9 различни видови на крем медови со различно овошје и со лешници. Друго интересно што можам да ви кажам, исто така сме единствени за производство на медовина. Исто така произведуваме и медов оцет, кој што сме единствени во Македонија и пошироко за производство. А за понатака имаме некои други планови, ама Така. во друга прилика. Да, значи мината гледаме сепак во проширување. Да, во проширување и знаете, мора на некој начин целта и со кога почнавме пред 7 години да произведуваме крем медови со различни овошји и со лешници, целта ни беше да понудиме во Македонија некаков производ кој што ќе биде природен, за да едноставно ги поттикнеме возрастните и децата да се хранат здраво, а не да јадат само маргарини, виршли Така. или некои други штетни работи. Тоа ни беше целта и фала му на Бога можам да кажам дека сме задоволни од тоа што го имаме пласирано. Горан, за крај би сакала ти да ни кажеш нешто, може би нешто не те прошав што сакаш да го споделиш со нас. Нешто посебно вака во моментов не можам да се сетам. Сакам само да му посакам на вашите гледачи почесто да практикуваат одењето во природата, дружењето со природата, едноставно е многу добро пред се за човекот, за полнење на батериите, а љубовта кон пчелите е додатна причина за да може да се оди во природа, бидејќи во домовите и во градот ова го немаме богатство како што го имаме овде. Точно, природата ни е најголемо богатство. Да, точно. Горан, ти благодарам за времето што го одвоиш, што не прими тука на овој твој пчеларник. Прекрасно е, јас малку се плашам, не знам дали сум алергична на пчели, затоа и се снимам вака. А инаку досега ниједна не нема казнато, супер поминуваме. Фала и и надевам више. се гледаме во наредно интервју, може би ќе имаш уште повеќе производи, па да има да разговараме за некои нови работи. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и вас што дојдовте, што посетивте овој пчеларник и да повелите пак. Ти благодариме и ќе дојдеме. А вас, почитувани гледачи на OTV.mk, ви посакувам убав ден, уживајте во прекрасен ден на денот на пчелата, јадете мед, хранете се здраво и се гледаме во наредна прилика.